Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитуваме. Ова е четвртата лекција од нашите предавања за веронаука. Овој пат ќе зборуваме за Света Троица. Кој е Бог? Ние православните христијани ја исповедуваме верата во еден Бог, но во три лица, Света Троица. Кога ќе се каже дека веруваме во Света Троица, некои ни велат, па ете и вие верувате во повеќе богови. Но тоа не е така. Ние веруваме во едниот несоздаден и апсолутен Бог, кој постои во три лица, а тие се Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Тие ја сочинуваат Света Троица. Сите три лица меѓу себе се еднакви, само се разликуваат според нивните лични својства. Особина на Бог Отец е нероденост. Лично својство на Бог Син е вечно раѓање од Оца и лично својство на Бог Свети Дух е вечно излегување од Оца. Нивното единство се пројавува и во тоа што сите имаат заедничко, неразделно дејство. Дејствуваат како еден и не си противречат. И надворешното пројавување им е едно, иако на Бог Отец му се препишува создавањето, на Бог Син искупувањето или овоплотувањето и на Бог Свети Дух просветувањето. Никој од нив не е подвластен еден на друг. Тие дејствуваат во најголема хармонија и единство, како еден. Не е оправдано кога некои велат дека Бог Син и Бог Свети Дух се подчинети на Бог Отец. Сите заедно ги славиме и почитуваме како неразделно единство во Троица и Троица во единство, како што вели Свети Атанасий Велики. Тајната на Божјото суштество и тајната на Пресвета Троица ние не можеме да ја разбереме, ниту може со човечки збор да се објасни или искаже. Со нашиот човечки разум не можеме да навлеземе во Божјата суштина. Затоа тоа го правиме и го примаме како верска утврдена вистина, како догма, што ни е откриена од Бога. Ќе кажеме, ако оваа вистина е од Бога откриена, тогаш невозможно е ние да ја разбереме со нашиот разум, па ниту можеме да навлеземе во незината суштина. Некои прашуваат, зошто Бог не ни се јавува? Бог се јавува, но само на одредени личности. Но ајде да се запрашаме, дали сме ние достојни да ни се јави Бог? Сигурно не. Еве зошто. Ако можеме, Бог не зависи од нас па да ни се јавува. Туку ние сме Негови созданија и ние треба да го побараме. А како можеме да го најдеме? Во заповедите на блаженството се вели: само чистите по срце ќе го видат Бога. Матеј 5:8. Чисти по срце се луѓето ослободени и очистени од секаков грев. Дали сме ние тие? Сите сме подлежни на гревот. Но иако не можеме да го разбереме Бога, сепак ја гледаме Божјата сила и моќ, ги гледаме делата Божји, особено преку создавањето на светот. Создадениот свет е најјасното Божјо откровение кон нас и негово пројавување. Но сепак Бог не го оставил човекот во тотално незнаење. Бог ни открива толку колку што можеме ние со нашата греводна состојба да сватиме и да разбереме. Целото Свето писмо всушност е Божјо откровение. Малите деца најправо ги храниме со мека храна,
а потоа кога ќе подраснат им даваме тврда храна. Така е и во верата. Да не бареме одеднаш за некој да ги разбереме некои возвишени работи. Во Библијата запишани се моменти кога едниот Бог се јавува на луѓето во три лица. Така во 18 глава од книгата Постанок или Битие, додека Аврам се вели, додека Аврам седел пред својот шатор, здогледал како тројца луѓе му се приближуваат. Тие биле три ангели. Со голема почит и гостопринство Аврам им ги измил нозете, им понудил сенка под дрвото и ги послужил со храна. Ова јавување на Света Тројица на Аврам познато е како Авраамовото гостопринство или гостолюбие. Овој момент е еден од најважните настани во Стариот Завет и е од исклучителна важност за верата. Еве зошто. Прво, тоа е старозаветното откривање на Света Тројица. Тројцата посетители го символизираат јавувањето на едниот Бог во три лица, Отецот, Синот и Светиот Дух. Како? Ако го следиме разговорот, ќе видиме дека Аврам прво им се обраќа на нив како на еден Господ, а потоа разговара со нив како со тројца. Втората важност е во принесувањето храна и жртва. Толковачите на Библијата сметат дека тоа е праслика, символична најава за тајната вечера и светата литургија што се случуваат во Новиот Завет. За време на оброкот, еден од таинствените гости, се смета дека тоа бил Синот Божи Господ Христос, му ја открил Божјата волја на Аврам дека неговата сопруга Сара следната година, во исто време, и покрај нивната длабока старост ќе роди син. Така се случило. Сара го родила својот син Исак. Ова Авраамово гостопринство служи како голема инспирација во црковната иконографија. Често се сликаат тројцата ангели како седат на трпеза. Тоа ја символизира Божјата вечна љубов и совет на Света Тројица. Бог во три лица се открива и во Новиот Завет. При крштевањето Христово на реката Јордан се откриваат лицата на Света Тројица. Затоа празникот се нарекува и Богојавление или Богооткровение. Во тропорот пееме се потврди поклонувањето на Света Тројица. Исто така и преслугувањето на Светиот Дух врз апостолите, а тоа е празникот Педесетница или Духовден, на јасен и експлицитен начин се јавува Света Тројица. Затоа овој празник се уште се нарекува и Света Тројица. Ќе зборуваме малку и за Божите својства. Претходно зборувавме кој е Бог, а сега ќе зборуваме каков е Бог. Кои се Божите својства или особини? Божите својства се атрибути или карактеристики со кои се опишува Божјата природа. Тие се делат на две основни групи – апсолутни и несподеливи, кои не може да се најдат во други созданија, а кои ги има само Бог. И другата група е релативни или споделиви, кои може да се рефлектираат и кај луѓето. Апсолутните и несподеливи својства ја дефинираат Божјата суштина која е надвор од границите на времето и просторот, а тие се вечност и божественост. Тоа значи дека Бог постои надвор од времето, нема почеток, нема крај. Или како би рекле, Он е почеток и крај, Бог е вечен. Семоќ и совршенство. Тоа значи дека Божјата сила е неограничена и Бог со својата сила може да направи се што е во согласно со неговата природа.
Бог ги надминува сите надворешни разлики. Во Библијата Он за себе вели: Јас сум тој кој што сум. 2 Мојсеј 3:14. Секаде присутноста е својство кое ни кажува дека Бог со својата сила и суштина е неограничен и е присутен секаде. Он не е стеснет ниту од времето, ниту од просторот. Бог е присутен секаде, во секое време и на секое место. Нема време и нема место каде што Бог не е таму. Кога Адам сгреши, сакал да се сокрие, се пикнал во грамушките, но Бог го видел и му вели: Адаме, каде си? Излези, зошто се криеш? Го праша Бог, Постанок 3:9. Божјата природа Бог ја надминува човечката димензија и ги гледа сите тајни, мисли и делна на човекот. Затоа секој обид за физичко или морално сокривање од Бога е залуден. Сезнаење е својство преку кое дознаваме дека Бог знае за сите нешта, знае за минатото, знае за сегашноста, но знае и за еднината. Бог ги знае сите наши дела, но и сите наши помисли. Непроменливост е својство кое му личи на Бога. Бог не подлежи на никакви промени, Бог не старее, па ниту еволуира. Он е секогаш ист. Релативни својства или споделиви се однесуваат на Божиот морален карактер, кој што до одреден степен може да се манифестираат и кај луѓето. Љубовта е централното Божјо својство. Бог од љубов го создаде светот и човекот. Бог од љубов кон човекот го испрати својот Син Господ Исус Христос да се овоплоти, да постане вистински човек и да пострада на крстот, а се со цел за вечното спасение на луѓето. Он се жртвуваше себе си за нас да не ослободи од гревот. Светост. Бог е свет, а тоа значи дека е Бог апсолутно чист. Он е совршен и не подлежи на никаков грев. Правда и вистина. Бог суди праведно и непристрасно, а неговите зборови и дела се апсолутна вистина. Бог е апсолутно праведен и не подлежи на никакви влијанија. Милосрдие и благодат. Само љубовта може се да проштева. Затоа Бог простува секој грев и прегрешение кое што ние ќе го направиме, но само доколку му се обратиме и побараме прошка од Него. Господ Христос ќе му простеше и на Јуда за предавството, доколку Јуда побараше прошка. Но наместо покаяние, тој избра само уништување. Затоа велиме, Бог е полн со трпеливост и простување. Во Евангелието според Матеј 12:31 се вели дека секој грев ќе биде опростен од Бога, само хулата против Светиот Дух нема да се опрости. Ќе праша некој, што е хула и зошто тој грев нема да се опрости? Затоа што овој грев не се однесува на случајно изговорени зборови или минлива слабост, туку на свесно, упорно и целосно отфрлање на Божјата благодат и вистина и отфрлање и негирање на Божјото постоење. Секој кој не верува во Бога и не чувствува потреба за покаяние, за таквите тоа е лудост. Затоа таквиот грев нема никогаш да се прости. Доброта, Бог е извор на секоја добрина, на секоја грижа и промисла за целиот свет. Божјата доброта не се исцрпува. Бог е непресушен извор на доброто. Он е добар за сите луѓе
и за праведните, и за грешните, и за богатите, и за сиромашните, и оние што веруваат во Него, и за оние кои не веруваат во Него. Бог не ги дели луѓето по никаква основа, ниту по боја, ниту по нација. За Него сите сме исти и секому ќе суди според направените дела. Единствена поделба што ја прави Бог, тоа ќе биде поделба на праведници и грешници. Праведните ќе бидат вечно наградени, а грешниците вечно казнети. Амин. Ви благодарам.